Само 88 работни дена на собранието за 2022 година или 39 нови седници. Бројни важни закони не ги поминале ниту собраниските филтри, блокади, повеќе навреди и клевети, помалку ефективна работа. Ова се само дел од работите кои ја одбележаа собраниската година. Најголем предизвик за следната остануваат уставните измени, за кои првиот човек на парламентот не сакаше да открие дали постои сценарио да се оди на избори па уставните измени да се остават на идниот пратенички состав или да се усвојат измените па да се оди на избори. За блокадите во законодавниот дом, Талат Џафери ја обвини опозицијата. Предизвик беше после одлуката на ВМРО ДПМН активно да ја блокира работата на собранието. Секако дека создаде нова ситуација во начинот на работата на собранието. Ненавикнати на таа ситуација, моравме да се прилагодиме кон таа состојба. Според податоците на Џафери, најмногу незавршени точки има Собраниската комисија за образование и наука – 10. Потоа следуваат комисиите за здравство со 9, за политички систем и односи меѓу заедниците, за надворешна политика, за надзор над мерките за следење на комуникациите по 8 точки и за финансирање и буџет со 7 закони. За ова се виновни пратениците и од власта и од опозицијата. Денеска се одржа и седница за пратенички прашања, каде една од главните теми беше скандалот во Агенцијата за национална безбедност со македонското државјанство на Олександар Онишченко. Според досегашната реакција на нелегитимниот премиер Ковачевски, можеме да констатираме дека истиот бега од одговорност за случајот и е во склад со неговото досегашно постапување. Дали сега, откако знае дека Зарко Милошевски е подписник на документот, ќе го разреши од функцијата? Ново именуваниот директор на Агенција за национална безбедност е професионалец кој што од 1997 година ја гради својата професионална кариера во службата и посетувал низ обуки во Соединетите Американски држави и во Канада доминантно. Во однос на деталите за случајот Онишченко, имаше прилика Комисијата за надзор на безбедност и служби во собранието да се информира во детали. За нефункционалноста на собранието не гледа решение ниту председателот Талат Џафери. Дали 2023 ќе биде поуспешна собраниска година, останува да видиме. Собранието беше мета на критики и на Европската комисија во последниот извештај за напредокот на земјава.